Куманово повторно докажа дека е град на културата, 10 дена, вистинско уживање за љубителите на театарската уметност, за деновите на комедијата и сите актуелности во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово. Разговарам со Сашо Тодоровски. Добар ден, Дорин, дојдовте во емисијата. Добар ден, добро ве најдов. Поздрав до вас и до вашите гледачи. Убав настан вечерва во Центарот за култура Трајко Прокопиев, кој е домаќин на Националната опера и балет. Така, тоа е една соработка која имаме со Националната опера и балет од Скопје. И минатата година имавме соработка, оваа година ни гостуваше и балетот во месец април. Еве, ова вечер, значи вечерва имаме гостување на Националната опера со солисти, 7 солисти кои ќе испеат некои познати оперски арии. Се надеваме дека ќе има одличен интерес и одлична прифатеност од публиката, како и секојаш во Куманово. Концертот почнува во 19:30 часот во фоајето на Центар за култура Куманово вечер. Да, следуваат убави есенски настани. На 27 октомври едукативна представа за најмладите и изложба на Давид Стојановски. Така, тоа е една театарска представа, едукативна работилница, е театарска представа во исто време, која ќе се одржи во малата сала на Центар за култура, а вечерта во 19 часот и 30 минути изложба на Давид Стојановски. Тоа е еден проект кој ги одобрува Министерството за култура во соработка со млади уметници. Тоа е една негова изложба. Тој е креатор по вокација, на негова изложба на представување на костими преку една уметничка инсталација. Се надеваме дека и тоа ќе има интерес кај публиката утре во Центар за култура Куманово. Да, на 2 ноември веќе најавувате и вечер на поезијата. Така, тоа е вечер на поезијата. Ние во Центар за култура Куманово формиравме младински клуб на писатели од Куманово. Може да се приклучат секако и писатели, млади лица од другите градови. Тоа најде на одличен прием и кај публиката и кај младите луѓе кои сакаат креативци да пишуваат, така да тие кои го организираат тој настан во Центар за култура. И понатаму следуваат и други тековни изложби и концерти во Центар за култура. Да, ќе ги споменаме тука деновите на комедија. 10 театарски представи беа дел од престижниот театарски фестивал Денови на комедијата. Годинава по 26 пат кумановската публика и сите они кои што беа присутни може да уживаат во овие прекрасни 10 вечери. Така, тоа е еден празник за Куманово, тој фестивал кој ве трае веќе 26 години. Навистина се заблагодарувам пред се на луѓето кои започнале таа идеја пред 26 години, кои со некои мали финансиски средства го направиле тој фестивал, за да еве денес тој фестивал навистина прерасне во една респектабилна манифестација која е позната и во Македонија и во границите од нашата држава, така да сигурен сум дека така и ќе продолжиме. Во минатот имавме 10 театарски представи, како што кажавте, навистина богата програма од 10 театарски представи и оваа година, како и претходната, воведовме награди за овие театарски представи. Сигурен сум дека и публиката и театрите кои дојдаа во Центар за култура се презадоволни. Да, театри не само од земјава, туку и од регионот. Така, од Бугарија, од Хрватска, од Србија, како и секоја година сме имали театри од Босна и Херцеговина, од Црна Гора, значи едноставно сите се тука за да се обединиме, за да направиме една богата културна програма за нашиот град. Награда Васил Илјовски за режисерот Коле Ангеловски. Така, оваа година Советот на фестивалот одлучи нашиот познат актер, режисер, писател да добие таа награда, Васил Илјовски, Коле Ангеловски. Тој беше презадоволен од наградата, навистина му значи таа награда, бидејќи е награда за посебен и особен придонес во комедиографијата, и ние како фестивал сме задоволни што оваа година наградата отиде во вистински раце, во рацете на Коле Ангеловски. Годинишното издание на Денови на комедијата започна со Велишкиот театар. Така, да. Заврши со комедијата Обвинителка. Так. Бев на затварањето на фестивалот. Навистина имаше прекрасна енергија, так. Енергија која што всушност циркулирала низ сите 10 денови. Публиката знаеше да ја препознае и мислам дека со иста мера врати кон актерите на сцена. Така да, тоа е најбитното во фестивалот, бидејќи публиката, како спомнав, го сака тој фестивал и едноставно актерите, барем со сите што зборувавме, го чувствуваат тој убав филинг, таа позитивна енергија која публиката ја враќа спрема актерите и обратно. Значи, едноставно се создаде една таква убава атмосфера на тој фестивал што сите се задоволни. Да, ги споминавте вие наградите, 7 награди за учесниците? Така, да, за учесниците имавме награда за најдобра актерка, најдобар актер, споредна улога, режија, најдобра театарска представа, костимографија и сценографија. Тие награди ги додели стручното жири и се надеваме дека сите оние кои се наградени се задоволни од. Беше ли ова поттик за театрите, за актерите кои што
беа дел од овие 10 денови во Куманово? Така да, мислам дека потик, бидејќи до пред 2 години фестивалот беше од ревијален карактер, меѓутоа одлучивме да воведеме награди, бидејќи сепак со наградите се подигнува и нивото на самиот фестивал. Едноставно сега и самите театарски екипи се јавуваат, прашуваат дали ќе бидат селектирани, кој е селекторот за да дојдат да настапуваат на фестивалот. Едноставно се подига целото ниво на квалитетот на фестивалот со наградите. Оно што ние како публика присутните го искоментиравме е дека на Куманово навистина му недостасува театар, така, иако е во третата фаза е веќе завршена, меѓутоа недостасува можеби поголема сцена, поголем простор за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овие представи, меѓутоа не можат да најдат буквално билет. Така, ние сега функционираме во Центар за култура, тука се Македонска драма театар, Албанска драма и Центар за култура. Тоа е навистина простор кој не може да ги задоволи сите капацитети на градот и на екипите кои се внатре. Како што споменавте, театарот е во фаза на реконструкција. Пред 10 на 15 дена заврши таа некоја меѓуфаза која ние ја нарекуваме. Речи беа одобрени околу 2.800.000 денари. Со тие пари успеавме да ги искористиме, да ги направиме пристапните рампи за лицата со посебна потреба и некое партерно уредување во надворешниот дел и нешто ситно што остана од финансиите да се направи внатре. Меѓутоа, очекуваме дека идната година, 24-та, ќе бидат одобрени финансиски средства кои ни се потребни за да можеме да ја реконструираме кровната конструкција на Театар Куманово, да ја направиме таа термотехника и за да можеме потоа да се спуштиме надоле, да ја реконструираме сцената и седиштото. Едноставно, очекуваме дека идната година ќе бидат одобрени тие средства, се со цел за да може реконструкцијата да се приведува кон крајот, бидејќи сите ни кажа и проектантите и архитектите дека кога ќе се заврши кровната конструкција, повеќе од 70% ќе биде готово завршена реконструкцијата на Театар. Да, и Куманово навистина заслужува еден убав ваков дом на дефинитивно, културата. Да, секако во секој случај. Да, како организатори сте задоволни од деновите на комедија, меѓутоа размислувате ли на проширување од наредната година? Па се надеваме, зависи и до условите и до финансиските средства кои ќе ни бидат доделени. Ние сакаме тој фестивал, значи, да прерасне во уште подобар, да има и некои пропратни елементи. Сакале, минатата година имаше организирано тркалезни маси, имаме идеја и план идната година после секоја театарска представа да седат луѓе кои се од фелата, стручни луѓе за да коментираат за театарските представи кои ќе ги изгледат, така да сигурни сме дека во текот на годината која следува ќе имаме некои нови идеи со цел фестивалот да прерасне во уште. Ја споменавте ви инсталацијата, нема никој што не остана рамнодушен на таа буквално бавина која што ја виде на влезот во Центарот за култура? Да. Така, тоа е една инсталација која ја правеа млади луѓе. Тоа се Кристина Лозановска, Крсто Богоевски и Давид Стојановски. Тие добија некои финанси од Министерството за култура за млади уметници и ја направија таа инсталација. Тоа е веќе трета година поред. Во фоајето поставуваме инсталација која е поврзана со театарот, значи. Да, им се дава можност на младите. Им се дава можност на младите. За време на деновите на комедијата премиера имаше представата Љубовна терапија, која веќе започнува да се прикажува во театрите низ нашата земја. Така, да, како и секоја година и оваа година, на крајот на затварањето на фестивалот, Кумановскиот театар ги затвара денови на комедија. Оваа година имавме една интересна комедија, Љубовна терапија, во режија на Драгана Таневска, каде учествуваше младата екипа на Театар Куманово и навистина предизвика голем интерес кај публиката, бидејќи после премиерата уште 2 пати ја игравме во таа сала во Центар за култура, пред полна сала. Веќе имавме едно гостување со таа представа, договорени сме да гостува таа представа во Кавадарци на 16 ноември. Се обидуваме да договориме некаде гостување во околните држави со представата, така да сигурни сме дека ќе има еден интересен и убав живот таа представа Театар Куманово Љубовна терапија. Да им се дава можност на младите актери, меѓутоа сите тие актери учат се разбира од искуството на повозрастните. Ке се бараат ли дополнителни актери, затоа што за неколку години од сега, најверојатно, оние искусните ќе заменат во пензија? Така, да, во секој случај треба да се обновуваат вработувањето, односно актерите, бидејќи театарот зависи од сите актери. Режисерот кој ќе дојде, тој бара и млади актери, и актери со поголемо искуство, така да сигурни сме дека во годините кои доаѓаат ќе можеме да вработиме уште актери кои ќе учат од актерите кои веќе имаат оставено голем траг во Театар Куманово, од кој многу може да се научи за театарот и за животот воопшто.
во театарот. Ќе ги споменеме и ние ваши меѓународни настапи, недавно се вративте од Бугарија. Така, да. И таму добивте награда, исто така со младата екипа. Така. Тоа беше гостување со детската театарска представа Црвенкапа, едно преубаво искуство на театар на младите во Ловеч. Значи сите се задоволни екипата која отиде таму, едноставно убаво искуство кое се надеваме дека ќе продолжи и понатаму. Да. Што остана уште да се доврши до крајот на оваа година? До крајот на оваа година би сакал да споменам и изложбата која е на 9 ноември на Милена Арсовска, тоа е изложба од годишната програма на Центарот за култура. И би сакал да ја споменам тука и промоцијата на монографијата 75 години Театар Куманово, која би требало да се случи на 15 ноември. Тоа се од средства кои се одобрени од Министерство за култура и од наши пријатели, спонзори кои ни помогнаа да издадеме таа монографија. Тимот кој работи на монографијата вредно работеше во изминативе скоро 7-8 месеци, се собраа многу податоци, многу материјал и веќе идната недела би треба тоа да се даде во печатење и сигурен сум дека ќе имаме еден убав продукт кој ќе остане и за идните генерации и за нас, за да видиме што е значењето и што е значењето на Театар Куманово. Бидејќи оваа година се прославуваат 75 години од формирањето на Театар Куманово. Да, навистина една убава бројка. Да. Се надам дека тогаш освен кумановци се поканети и други, посебно скопјани, првите соседи. Секако сите луѓе кои имаат поврзаност со Театар Куманово, кои учествувале во изградба на уметнички оддел на Театар Куманово, тука се актери, режисери, сценографи, костимографи, ќе бидат поканети на тој свечен чин каде ќе им биде доделено и монографијата. Неколку пати споменуваме дека буквално 3 екипи функционирате во еден ист објект. Како успевате да се сноѓате? Помалце е напорно понекогаш, меѓутоа успеаме. Се прават распореди, се договараат термини, кога ќе се игра представата на македонски, кога ќе се игра представата на албански јазик, кога ќе имаме настани од Центар за култура. Едноставно се случува понекогаш да имаме и по 2-3 настани дневно, меѓутоа сите сме тука заедно, соработуваме и наоѓаме секогаш начин тоа да никого не сме вратиле. Секој кој побарал простор во Центар за култура за да одржи некоја своја културна манифестација, секоја сме излегле во престрет и се надеваме дека така ќе останеме и во иднина, меѓутоа секако со би сакал реконструкцијата на Театар Куманово да заврши што поскоро. Да, Театарот за култура во Куманово пред Центар за младите. Так. Секогаш велите им даваме поддршка на младите. Така, да. Сакаат ли младите да доаѓаат, ќе посетуваат сите овие представи кои што ги споменавме, изложби, меѓутоа барат ли помош од вас? Секако барат помош, еве за фестивалот многумина од луѓето кои што беа кажа дека имате многу млада публика и тоа е навистина за почит, бидејќи таа публика ќе остане понатаму да живе и да биде тука во Центар за култура и Театар Куманово. Што се однесува до поддршката на младите, да тука сме, секогаш да ја дадеме поддршката. Сите кои доаѓаат во Центар за култура, колку се нашите можности, успеваме да помогнеме за да направат тие некој настан, за да одржат некој настан во Центар за култура Куманово. Да, и кумановци да го задржат на ниво по кој што се препознатливи. Така, секогаш дотерани и средени пред театарска представа, од секогаш Куманово важел, што споменавме на почетокот Центар на култура. Секако, да. Да, благодарам многу на одвоеното време, ќе ви посакам уште многу успеси и повторно ве чекаме да ни бидете гости. Убави настани до крајот на оваа година, се гледаме на 75 години од Центарот за култура Куманово. Монографија Театар. Така. Ви благодарам на вас. Благодарам уште еднаш.